Поштове гледачи, уште еднаш добро утро за сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е второто издание, односно вториот дел од утринското понеделничко издание на утринската програма Нов ден. Имаме гостин во студиото, поточно гостинка од областа на медицината. Со нас е докторка Златана Петковска, инаку лекар, специјалист, интернист при клиничката болница Аџи-Бадем Систин. Добро утро за почеток. Добро ни дојдовте. Добро утро. Благодарам на поканата. Добро утро до вашите гледачи и се надевам дека денеска со темава на која ќе зборуваме, Ќе се потрудиме да одговориме на прашање и ќе го задржиме нивното внимание. Јас се надевам дека не ми беше напорно да дојдете од Скопје до кај нас, обзиром на тоа што надвор е некако магловито, времето е ладничко, октомври, сепак и време му е, нели? Време му е, а и задоволство е да се гостува кај вас во ефир. Благодарам. Јас сакам разговор да го почнеме вака, со тоа што веќе октомври месец доаѓа зимата и некако ние, како што сме си гурмани македонците, нели сакаме веќе на нашата трпеза, македонска трпеза, освен ајварот, ни доаѓаат сите местни производи, сите мевца, се она што е потешко, се она што е нездраво, овој период ни доаѓа на нашата маса. Почнуваат нашите слави, наши празници, се она што не очекува и што, пак е повторам, е многу голем притисок, многу голем проблем за нашето здравје. Тука доаѓа нашата денешна тема. Високиот и нискиот крвен притисок. Проблем на денешнината, проблем на сите. Јас не познавам човек кој што нема проблем со притисокот, дали е висок, дали е низок, но сепак еден голем проблем кој, да кажеме, си носи причинители и последици од се она за што и денеска ќе разговараме. За почеток, што е хипертензија? Што е хипертензија? Под поимот хипертензија се подразбира покачување на крвниот притисок во системската циркулација и тоа означува артеријска хипертензија. Добро. Освен артеријската хипертензија, нормално постојат и други типови на хипертензија, меѓутоа гледачите сигурно не би ги замарали за типовите на хипертензија, би рекле дека кога имаме артеријска хипертензија, кога имаме трајно покачување, значи, на крвниот притисок повеќе од 140 и систола и 90 мм живин столб диастола во мирување. Меѓутоа, уште на почеток да споменам дека еднаш измерен притисок од 140 со 90 мм живин столб не значи дека одреден пациент или човек боледува од артеријска хипертензија. Зошто? Затоа што притисокот не е фиксна вредност. Така. Значи, артеријскиот притисок има тенденција да варира во текот на денот. Може дури и при промена на положбата на телото да дојде до варијација во висината на крвниот притисок. Од една страна, бројот на респирација исто така зависи, висината крвниот притисок, зависи психичкиот стрес, физичката активност во моментот и милион други фактори кои делуваат на артеријската хипертензија, односно на крвниот притисок. На таа моментална состојба која ќе ни покаже одредена мерка, вредност која што сите нас може би да ни сплаши во тој момент. Да ги извади од памет што се случува, како одедна сега се случува нешто да имам покачен крвен притисок, до сега ништо не сум имал и така. Добро, тоа е високиот крвен притисок. Одиме со хипотензија, што е? Контра на хипертензијата е секако хипотензијата. И сега многу е битно ваму да споменеме дека хипотензија имаме кога во систола имаме под 100, односно 90 мм живин столб и диастола под 60 мм живин столб, измерено во амбулантски услови, пропратно со симптоматологија: замор, малаксалоз, вртоглавица, несвестица, чувство на срцебиење, препотување. Зошто? Затоа што одредена вредност на низок притисок кај едни луѓе е нормален и организмот се има адаптирано и нормално функционираат. Кај други истиот делува со симптоматологија и ги омета во нормалното функционирање. Многу подраматична слика имаме кога настанува акутен пат
на крвниот притисок и тогаш дури можеме да имаме колапс или губиток на свест, меѓутоа тоа се некои подсостојби кои мислам дека ќе имаме шанса во текот на разговорот да ги споменеме исто така. Така. Ајде сега да ги подискутираме кои се ризик факторите и за високиот и за нискиот притисок. Во основа ризик факторите се неколку на број. Прво ќе кажеме дека ризик фактор за хипертензија и за артеријска хипертензија е возраста. Со зголемување на возраста се зголемува ризикот од појава на артеријска хипертензија. Полот. Мажите се во поголем ризик во middle age или во рана возраст, околу 45-та година, да добијат хипертензија, за разлика од нас жените кои сме позаштитени, и кај жените се јавува хипертензија околу 65-та година. Расата исто така делува, па така ќе кажеме дека црната раса има поголем ризик како од хипертензија, така од појава на кардиоваскуларни заболувања и зголемен морталитет. Неизбежно е да ги споменеме генетските фактори. Бидејќи самата есенцијална или примарна хипертензија, на која отпаѓаат околу 90 до 95% од случаите, представува меѓудејство или се јавува како резултат и на генетски фактори и на надворешни фактори. Генетскиот или наследниот фактор е многу важен во појавата на артериската хипертензија. Понатаму гојазноста или обезитас, вишокот на килограми, пушењето, енормната конзумација на алкохол, намалената физичка активност е исто така ризик фактор, а воедно нервозата, стресот си го прави своето да се појави хипертензијата. За хипотензијата исто така возраста делува географското подречје, внесот на сол во исхрана делува тука, тие се неколку фактори кои делуваат во појава на хипотензија. Знаете како, она за што јас имам прочитано во едена може би многу помал дел, нели, колку сум упатена во оваа тема, високиот притисок го нарекуваат тихиот убиец, бидејќи се појавува без некои позначени симптоми. А од друга страна пак за нискиот притисок вела дека не може да се открие вистинскиот узрочник, поточно причините, која е причината за нискиот притисок. Имаат една слична работа. Така, за хипертензијата е карактеристично тоа што често пати оди асимптоматски. Така. И се открива многу случајно, како случај наод при одредени превентивни систематски прегледи. Мала групација на луѓе можат да се пожелат, да кажеме, на главоболка, глад за воздух. Главоболката, битно е да споменаме дека типично е во тилната регија, глад за воздух, исто црвенило по лицето знаат да опишат пациентиве. Понатаму може да се јави крварење од нос, меѓутоа тоа се ретки симптоми кои можат да укажат дека постои. Кога веќе ќе дојде пациент со развиена хипертензија, доаѓа и со одредени компликации кои високиот притисок ги дал врз целните органи. А кои не се целни органи? Очите, срцето, крвните садови и бубрезите. Тоа, затоа и некога знае да се каже дека е тивок убиец. Со исклучок на другиот тип на хипертензија, на кој веќе спомнав, отпаѓа околу 5 до 10%, тука имаме засегање на органите, претходно постоење на одредена болест. Дали бубрежна, дали ендокринолошка, поврзано со тироидна жлезда, со надбубрежна жлезда, поврзано со одредени вродени аномалии на крвните садови, исто така употреба на одредени лекови знаат да дадат покачен крвен притисок, употреба на наркотични средства, кокаинот, амфетаминот, тука исто така може да се појави покачен крвен притисок. За разлика од хипотензијата, веќе споменав дека кога имаме појава на симптоматологија, тогаш можеме да кажеме дека да, реално постои хипотензија и тогаш се јавува таа вртоглавица, несвестица. Овдека можеме и да ги споменеме овие карактеристични постпрандијална, така наречена, или после јадење хипотензија, и ортостатска, или кога човекот хипотензија, постурална хипотензија. Тоа се можеби стручни термини, меѓутоа ќе им објаснам на гледачите што значи тоа, дека кога човек од седечка или лежечка позиција ќе стане, доаѓа до нагол пад на крвниот притисок и често пати се случува одеднаш колапс, колабира
пациентот. Зошто настанува тоа? Затоа што крвта под дејство на гравитацијата се повлекува од васкуларното корито кон нозете. И интересно дека тука постојат одредени механизми кои организмот ги створил за да нормално не дојде до колапс или до губиток на свест, а тоа е срцево побрзо чука, настанува вазоконстрикција или стегање на крвните садови, за да може повратно да дојде крв во мозокот како витален орган. И кај овие луѓе доаѓа до затајување на овие механизми. И таа е таа кога веќе ви кажав, станува пациентот па губи свест, и карактеристична е втората постпрандијална непосредно после јадење. Тоа е интересно за хипотензијата и тука повторно значи доаѓа до повлекување на крвта во желудникот и најчесто се јавува кај возрасни луѓе, кај луѓе кои земаат антихипертензивна терапија, значи, и кај луѓе кај кои постои некој дисбаланс на ниво на автоимуниот систем. Што е препорека за тие луѓе, значи кога има вакво нешто, да употребуваат храна која не е заситена многу со јаглен хидрати, да не земаат антихипертензивна терапија пред јадење и можеби после јадење малку да прилегнат за да ги немаме овие состојби кои што се случуваат во ваков случај. Да, но ова станува збор за луѓето со низок притисок. Со низок притисок, да, за хипотензија. Да, оваа се хипотензивни за хипотензивните пациенти. Така. Добро, интересно е, рековте старосната граница е многу важна, но се случува и кај децата, дури во некое поново време, да кажеме од 15 на години па наназад. Се случуваат сите оние болести кои што порано биле нормални за постари луѓе, за луѓе за повозрасни генерации, сега некако таа граница се померува нанапред и некако младите заболуваат од срцевите болести, од сите оние болести кои што биле, да кажеме, старечки болести. Сакале или не, мораме да признаеме, па дури тука е и притисокот. Дури и кај деца можеме да установиме дека имаат проблем со притисок. Вака, кај деца кога станува збор за артеријска хипертензија, мораме, значи, по дефолт да бараме одредено органско заболување. Значи, дали на некој орган, систем, дали како резултат на употребата на некои лекови, на некои наркотични средства. Сега тоа кажувам, нели? Што треба да се први на тоа побара. Да, прво на тоа, бидејќи многу поретко се јавува во таа возраст есенцијална или примерна хипертензија, секогаш гледаме кон секундарната, таа што во чија позадина мора да се крие некоја болест на некој орган или на некој систем. Кај младата популација можеме да кажеме дека многу влијае стилот на животот. Што значи тоа? Вие можете да приметите дека сега и кај нас во последно време се повеќе млади лица имаат проблеми со телесната тежина. Ако до пред, не знам, 10 на 15 години зборувавме дека во западниве земји поврзани со брзата храна, нели, тоа е реален проблем кај нив, сега гледаме дека кај нас ова навистина станува дебелењето е веќе светски проблем. Ништо чудно и кај нас што и кај нас веќе представува проблем. И затоа ние во основа кај ваквите лица, кога ќе дојдат и ќе кажат јас измерив притисок 140 со 90 или 150 со 90, пак ќе кажам не веднаш викаме имате артеријска хипертензија, туку се прават одредени диагностички постапки кои ќе докажат или ќе отфрлат постоење на покачен крвен притисок. Нормално доколку се диагностицира постоење на артеријска хипертензија, тогаш кај овие лица се препорачува, значи кај младите, посебен начин на или промена на начинот лајфстайл, промена на начинот на живот, воведување на одредени хигиенско-диететски режим. Што значи тоа? Тоа значи дека се препорачува намалување на телесна тежина. Body mass индексот треба да биде измеѓу 18,5 до 24,9 за да кажеме дека станува збор за нормален body mass индекс. Понатаму следна препорака е активирање или физичка активност. Најмалку 30 минути, најмалку аеробно движење, значи пешачење, трчање. Збориме тоа за лица кои се постари, кај младите, значи секако треба да биде над 1 час секојдневно вежбање. Намален внес на сол во исхраната.
препорака е да биде по 3 грами на ден да се внесува сол. Да се внимава што се јаде, значи да доминира во исхраната овоше, зеленчук, јаткасти производи, така, од месоеве практично риба и бело месо, пилешка, а да се избегнува таа брза храна која нормално доведува доколку е можно. Доколку е можно, сигурно. А докторке, се разбира и кога би сакале да се опуштиме, да се релаксираме, нели, да го намалиме стресот, да си го нормализираме притисокот, потребна е малку музика. Така е. Ајде, колеги, да ве замолиме една убава музичка номера. Да проговориме, докторке, за една да кажеме многу честа појава кај старите лица, во прашање е хипертензивна криза. Што значи таа? Така, еве, на гледачите да им доловиме што е тоа хипертензивна криза. Тоа е состојба, значи, кога крвниот притисок е многу покачен, во бројки, значи повеќе од 180 со 110 милиметри живин столб. Меѓутоа, не е само битно бројката дека е вака звучна, нели, висока, многу побитно е дека ваквиот крвен притисок предизвикува оштетување на одредени органи и тогаш веќе доминираат одредени симптоми. Па така имаме хипертензивна енцефалопатија или засегање на мозокот преку дисфункција, односно појава на едем, а кај луѓето како симптоми може да се јави главоболката, значи, али таа доминантна главоболка која често пати знае да биде и со нагон за повраќање, дури и засегање на свеста. Значи, што подразбирам, да биде сомнолентен или како поспан, конфузен некогаш, за да знаат гледачеве, нели, секој има стари лица дома, па да знае што се случува. Во одредени случаеви, пропратно, значи, може да се јават ангинозни тегоби или така познати градни болки во грбот. Истите може да се јават како резултат на активирање или постојање на миокарден инфаркт, значи срцев удар, или дисекција на аортата, тоа е главниот крвен сак, значи раскинување на аортата, за да биде поедноставно. Може да дојде до засегање или затајување, ослабнување на срцето, па се јавува белодробен ендем, или луѓето често знаат да кажат плучата ми се наполни со вода. Значи, тоа е тоа што се јавува, и затајување на бубрезите или да и покрај тоа, значи, што е висок притисокот, кога треба да се изфрли течност, да дојде до неможност за мокрење, значи една акутна бубрежна инсуфициенција, и тогаш е дефинитивно причина, значи, да се појде што е можно побрзо во најблиската амбуланта, болница, за да нормално се делува. Како да реагираме доколку имаме лица кои што имаат проблем со притисокот дома или во соседството, сеедно, како да им помогнеме? Која е првата помош што треба да направиме? Да кажеме лицата со висок крвен притисок. Која е првата помош? Значи, лицата со висок крвен притисок веќе имаат ординирана терапија од нивен матичен доктор. Кога вакво нешто се случува или се јавува ваква криза, или сега доаѓаат и зимските месеци, знае некогаш притисокот да дојде до варијација, па одеднаш се качи притисокот. Пред да стигнеме до амбулантните услови, добро е, нели, што е можно побрзо да се стигне. Меѓутоа, во одредени случаеви со стари лица не сакаат да отидат, повеќе преферираат да останат дома, добро е тогаш може да се земе барем уште пола таблетка од тоа што претходно се зема како редовна терапија, за да, ако станува збор, ние имаме лица кои живеат во селска, рурална средина, нели, за да може дури да стигнат до болница, да не се направат одредени компликации од високиот крвен притисок. Меѓутоа, многу е битно луѓето да знаат дека кога се оди на доктор, не треба да се изоставува терапијата. Тоа е многу важно. Многу важно е да не ја сами прекинуваат антихипертензивната терапија или да не сами си ординираат, денеска ќе се напијам, утре нема да се напијам, па задутре пола таблетка. Тоа не треба да се прави. Треба, најдобро е да се консултира доктор и он да одлучи во која насока би се движело лекување во понатаму. Јас би сакала едно 5 минути да посветиме на една група на граѓани кои што веројатно и вие во вашата пракса се сретнувате со такви пациенти, а и ние вака во една послободна комуникација.
Јас не можам пациенти да ги наречам, нели? Тоа се луѓе обични кои што се некаде на средните години, кои имаат веќе проблем со дали низок или висок, најчесто висок крвен притисок, притисок се извинува, и се случува еден проблем кој мене не ми е ништо, јас не мора да одам на лекар. Значи, ако отидам на лекар, ќе ми дадат нели терапија која што е за регулирање на притисокот и која нели се пие до крајот на животот, таков тип на терапија. Како да им помогнеме на луѓето да сватат дека тоа е всушност лекот. Еден мој лекар велеше, многу е битно сега да му помогнеме на организмот, да го спречиме кога ќе дојде веќе да пука, нели, кога организмот веќе се стега, кога се доаѓаат годините, метаболизмот си го работи своето. Сега подобро е така, отколку кога ќе пукне утре, па да го прилепуваме кога ќе отидеме на лекар, нели? Како да им укажеме на превентивата, нели, превентивата е се почетокот во медицината, за да не завршиме на некои по-озбилни. Јас многу често знам со вакви пациенти да кажам, подобро е сега да превенираме и да почнеме со минимална доза на лекот, значи нека биде тоа една таблетка, отколку утре задутре, после 10 години да дојдете, може и нема да бидат 10, нели, и да лекуваме компликации од високиот притисок. А компликации има мал милион. Значи, од срцев инфаркт, од мозочен инфаркт, од бубрежно затајување. Очниот притисок, очите страдаат многу. Исто така имаме, значи, бубрезите страдаат, страда периферната циркулација, значи страдаат очиве. Така да многу подобро е со вакви луѓе кога ќе се настапи од типот подобро е сега. И навремено, отколку утре задутре да лекуваме компликации. Овие граѓаниве треба да знаат дека многу е подобро да се почне со во вакви услови. Значи, не секогаш кога ќе се измери, веќе мислам неколку пати споменувам, висок притисок значи дека имаш висок притисок. Многу е подобро да дојдат, значи ваквите пациенти прво се почнува со хигиено-диететскиот режим кој го спомнав. Од прилика се оди 6 месеци со таков хигиено-диететски режим. Ако и после 6 месеци видиме дека притисокот се уште е 140 со 90, во тој случај се внесува минимална доза. Значи, почнуваме со монотерапија, за да пробаме повторно со нешто минимално да го средиме притисокот. Така да не би требало оваа популација, нели, оваа група на граѓани кои се млади да се секираат и да не се појавуваат на доктор или да не одат на тие превентивни систематски прегледи каде што реално ќе се види дали имаат или немаат покачен крвен притисок. Ако веќе се случило некаков проблем, тој проблем или ќе се неутрализира или ќе се држи под контрола, значи ќе се знае на што е пациентот. Така, ќе се знае на што е и секогаш целта наша како лекари е да постигнеме да притисокот биде испод 140 со 90, збориме кај популација млада, здрава, а кај луѓе кои имаат коморбидитети како диабет, како прележан срцев инфаркт, прележан мозочен инфаркт, тогаш многу подобро е да притисокот 130 биде околу 130 со 80. И да им спомнам на гледачеве дека не постои притисок кој не може да се реши. Имаме ние посебна групација, нели, на резистентна хипертензија, меѓутоа секогаш со соодветна терапија и со воведување на тие препораки и мерки за промена на животот, притисокот можеме да го ставиме под контрола. Сигурно доколку се придржуваме кон терапијата и препишаното од лекарот. Постои еден многу убав начин, мислам дека кога веќе постои проблем, како што рековте, еднаш ако се измери висок притисок, не значи дека имаме притисок, но нели постои една метода која се нарекува со тип на халтер, нели, 24 часа. Да, тоа е диагностичка метода. Пред да стигнеме до, нели, холтер или 24 часовен АБП мониторирање на крвниот притисок, што е важно? Значи, важно е кога ќе дојде пациентот да биде отворен со докторот. Значи, да не се кријат некои работи од тоа дали е пушач, каков тип на храна конзумира, дали постои наследна компонента, каков му е општо стилот на животот. Тоа ние го викаме интервју или анамнеза. После тоа следи физикалниот преглед. Значи, уште кога ќе влезе пациент кај докторот на инспекција или со самиот поглед бара некои симптоми и знаци кои би укажале дека да, би можело да постои
хипертензија. Следно нешто е прегледот кој опфаќа аускултација, значи слушање на срцеви шумови, слушање на шумови на каротидните артерии кои го хранат мозокот, слушање на срцеви на ниво на стомахот или абдоминални шумови кои можат да ни покажат дека постојат некои проблеми со васкуларизацијата на ниво на бубрезите и од таму да потекнува хипертензијата. Исто така преминува докторот кон пипкање или палпација на ниво на стомахот, за да не случајно тука се крие некоја туморозна формација, пак ќе кажам бубрек, надбубрек, за да предизвика. Следен чекор нормално е лабораторија. Што испитуваме, еве, сигурно ќе ги интересира од лабораторија. Крвна слика, шеќер во крв, липиден статус или масноти. Битно е да споменам дека за маснотиите не е само да се испита вкупниот холестерол, да знаат гледачиве, граѓаниве кога одат. Значи, да барат да биде испитан комплетно, значи вкупен холестерол, ХДЛ или лошиот и добриот холестерол и триглицеридите. Битно е да се испитат уреја и креатинин. Тоа се маркери за функција на бубрезите. Да видиме да не потекнува ова од бубрежно потекло, да не е. Исто така се остава примерок на урина, да се види биохемиската урина како е анализата. Тироидните хормони се испитуваат. Значи, тоа е една основна лабораторија која следовно, нели, или тековно оди после тоа се прави ЕКГ, за да се види да не случајно имаме некои коморбидитети, значи прележан инфаркт, може да се види од прилика на ЕКГ, промена во склоп на претходно постоење на висок притисок и еве 24 часовното мониторирање, или тоа е апаратче кој се монтира, се носи 24 часа. Значи не е ништо посебно апаратчето, се состои од манжетка, која е истото нормална кај крвниот притисок кога го мериме, значи од сфингомангометарот се става на надлактица, се поврзува и 24 часа во одреден интервал го мери притисокот. Наредниот ден доаѓа пациентот, докторот го чита тоа што е меморирано и реално гледа дали има покачен крвен притисок или нема покачен крвен притисок, какви се вариациите во текот на денот на притисокот, какви се вариациите во текот на ноќта на притисокот. И дали воопшто постои. Затоа што има еден синдром, Бел-Мантил синдром, значи пациент кога ќе влезе во амбуланта, тогаш добива покачен крвен притисок, кога ќе го види докторот. Тоа сакав да ве прашам како се сложите со страшливите пациенти, да бидеме реални, мажите не се многу пострашливи за разлика од нас жените. Така. Како бидејќи навистина доаѓа во состојба да се добиваат висок притисок кога ќе влезат? Така, без никаков одреден претходен проблем. Без ништо претходно одредено, значи доаѓа, никогаш во животот немал покачен притисок, мери докторот и излегува покачена вредност. Се пробува прво со разговор, нели, да се опушти и во моментот не му се кажува на пациентот колкава е вредноста на притисокот, нормално за да не го исплашиш уште толку. После тоа се преминува уште еднаш или два пати се мери крвниот притисок, во колку нели видиме дека не оди во таа насока да спадне, дека е се уште во грч и дека се уште му е страв, може да се постави холтер апаратчево, значи да се износи 24 часа и тогаш он како излезе од амбуланта ќе се види дека се намалил притисокот, или евентуално се користи и коронарниот стрес тест, значи да се види како реагира срцето или како реагира притисокот при физички напор и тогаш реално гледаме дали имаме или немаме покачување на крвен притисок, затоа што психичкиот стрес, да кажеме, го поистоветуваме со физичката активност. Така. Ајде сега да им кажеме да не испадне дека сме се нешто против мажите. На нашите дами кои што се на диети, да ги посоветуваме дека диетите се кои што не се под контрола на лекар, дека не се многу здрави, дека оставаат проблеми и траги, дури и последици по организмот. По организмот. Па вака, ние жениве знаеме, нели, на моменти јадеме, после тоа правиме пауза во едење, не јадеме ништо. Тоа дефинитивно делува. Значи делува прво од појава на анемија или слабокрвност. Прво што се случува е тоа. Како резултат на таа анемија или слабокрвност, целиот организам пред се срцево се оптоварува повеќе за да нормално пумпа
повеќе крв за да може виталните органи да се хранат. Па често пати знаат да дојдат и да кажат замор, малаксалост, вртоглавица, несвестица може да се случи. Може да каже дека осеќа чувство на тахикардија, вознемиреност. Сето тоа остава траги по сите органи. Многу подобро е да се внимава околу тоа што се јаде и како се јаде, отколку да се ставаат на ригорозни диети. Пак ќе споменам, основно е дека треба во храната да доминира овошјето и зеленчукот, рибата и белото месо, како и јаткастите производи. Сега во зимскиве месеци, еве ќе споменеме, што да се одбегнува, нели? Што е многу важно за да си дадеме на сите нас, не само на гледачите, и ние сме сепак во таа група, интересно е што со оние гледачи кои не конзумираат редовно риба, не конзумираат зеленчук, дали може со нешто друго да се замени тоа или како? Тоа ќе кажем јас дека се само изговори, нели? Како што често пати знаеме да дадеме изговор, не сум физички активен затоа што немам време. Секој од нас има време. Интересно ваков изговор. Секој од нас има време, значи покрај работните обврски, секој од нас може да си издвои барем пола сат до 45 минути во текот на денот, дали да пропешачи, дали да протрча, дали да отиде на фитнес. Зошто го споменувам тоа? Затоа што со самото тоа се намалуваат килограмите, со самата физичка активност се метаболизираат маснотиите и се регулира шекерот во крв. Мислам, зборам за тие што се во нормална популација, не зборам за луѓе кои имаат диабетеска и кои освен нормална физичка активност мора да освен физичка активност мора и терапија за диабетот, тоа да се зема. Меѓутоа, кај луѓе кои немаат други коморбидитети, значи основно е да се физички активни и на тој начин да се стават под контрола и маснотиите и шекерот во крв, и со самото тоа еве совет до нашиве девојки, жени, ќе дојде до намалување на килограмите без употреба на нездрави и ригорозни диети. Физичката активност е многу убава како на физичкиот, така и на психичкиот дел, умствениот, менталниот, по цел ден да сте во затворен простор, во било кој објект, многу убаво кога ќе излезете и да нема сонце, на воздух, многу убаво делува. Нели, стресот, се опуштаме, се релаксираме и на тој негативната енергија, како што знаеме, да кажеме. И изговор е исто така дека сега времето е ладно, па не можам, значи се тоа некои изговори кои мораме да ги промениме. И вака преку емисии да ги посоветуваме. Точно дека е студено во зимскиот период, но сепак одиме на работа, излегуваме надвор, не можеме да се затвориме дома и зимното време сепак си има своја убавина. Нели, во зимскиот период веќе се доаѓаат бактериите, вирусите, грипозните состојби, настинки, така да е многу пофино кога ќе излеземе и кога ќе се проветриме и ние и просторијата во која што сме. Рековме да им дадеме совет на нашите гледачи како во зимските периоди. Освен што треба да трчат, освен на тешките јадења, многу повеќе зеленчук, рековме и риба. И сега ваму ќе спомнам нешто интересно, да се избегнува туршијата, пошто таа е... Така? Да, таа. Зошто? Затоа што таа е таа која... Па како да седнеме без туршија на маша? Тоа особено се однесува за лиците со висок крвен притисок, затоа што таму има богатство од сол. Значи, внесува сол, повлекува солта, течности, се полни васкуларно корито. Има киселко вкусно, има богатство, богато е. И има покачен крвен притисок. Значи, ние не сме, според препораките, све што е ригорозно не е добро. Меѓутоа, мора да се стави под контрола. Посебно ова се однесува на луѓе кои имаат висок притисок, имаат прележан срцев инфаркт, имаат диабет, значи тоа се лица кои морат строго да внимаваат околу овие работи. И пак ќе кажам, секако движење и пешачење. Да. Тоа се отприлика. Значи, доколку сакаме да се помогнеме самите на себе, само движење и внимание околу исхраната што треба да се внесува и што треба да се јаде во однос на хипертензијата. За хипотензијата е малку поразлично, мада сега хипотензијата нели е
доминантна во летните месеци кога настанува дехидрација на организмот, тука бараме повише внес на сол. Значи малку да се зголеми внесот на сол, течности, физичка активност и овдека по дефолт оди. Да, тука веќе е проблемот со слабата циркулација кај нискиот притисок. Хипотензијата, значи, може да се јави кога постои во позадина, нели одредена болест, може да се јави како резултат на крварење, на дехидрација, на инфекција некоја, на тровање, опекотина. Значи, тогаш се третираат тие состојби. А во основа, кога станува збор за таа примарна или идеопатска хипотензија, тогаш, значи, делуваме на тој начин што избегаваме медикаменти кај хипотензијата. Повеќе преферираме да се оди со ова, повеќе сол во храната, течности, некогаш се ставаат еластични чорапи. Кога веќе на самиот пациент осеќа дека му смета, дека не може да функционира со ваков крвен притисок, во тој случај може да се внесат вазоконстриктори како медикаменти или симпатомиметици. Али тоа е веќе, да кажеме, нешто понапредно кога го омета во нормалното функционирање. Тоа е веќе кажано во вашата медицинска терминологија, така да него не разбравме овој дел, всушност на кој тип терапија станува збор. Затоа само кратко спомнав да кога се оди со терапија. Се разбира. Докторке, тука некаде и крајот на нашето дружење многу брзо ни помина. Во вакво пријатно друштво има многу што да се разговара и многу работи да поделиме. Сепак ова е една тема која е многу дискутабилна, секогаш има обширна и секогаш има новини, и секогаш има дали има нешто ново во светот во светот воопшто, во новитетите на откривање, на диагностика, на борба со висок притисок. Дали се случува некои новини, нешто што не знаеме на нашите простори? Може би интересен податок да споделиме дека тоа не е нешто ново, меѓутоа Светската лига за хипертензија 17 мај го слави како ден за хипертензија. Така. Преку мас медиумите, значи се информираат граѓаните, благодарение нели и на вас, како да се превенира, рано диагностицира и спречи компликациите од хипертензијата. Кај нас од Светска здравствена организација, значи, остануваат тие препораки кои ги спомена во однос на третманот. Секогаш се оди прво со хигиено-диететски режим, после тоа се воведува терапија, на пазарот излегуваат нон-стоп нови лекови, меѓутоа сметам дека тоа граѓаните нема да ги интересира кои се тие нови лекови, пошто тоа сепак кога ќе дојдат на доктор, соодветно се дава терапија која одговара индивидуално. Значи не е само да се препише терапија, туку мора да се види и индивидуално како ќе го прими лекот и дали ќе му одговара соодветниот лек. И кога веќе спомнуваме за терапија, многу е важно доколку почувствувате некаков проблем, а претходно немате терапија препишана од лекар, да ги посоветуваме гледачите да не земат на своја рака. Да не земат терапија од комшијата. Значи многу е важно да дојде на преглед, да се види и реално да се одговори дали има или нема. Кога веќе ќе се види дека навистина има артеријска хипертензија, тогаш докторот одлучува во зависност од тоа дали има потреба да се направи комбинација од лекови или ќе се почне со единичен лек или монотерапија. Секој пациент има своја терапија, своја посебна диагнози, покрај тоа нека е високиот крвен притисок. Така, секој е индивидуа сама за себе. Ние ги следиме светските препораки, нели тие гайдлайнси кои ние ги се обновуваат на неколку години, се следат, меѓутоа мора да споменеме дека секој е индивидуа сам за себе. Кај некои имаме и алергиски реакции. Ако мене ми одговара еден лек, не значи дека вас би ви одговарал истиот, може да бидете алергични, така да тоа зависи од пристапот кон пациентот. Јас мислам дека тоа е она од прилика на кратко што можевме за еден час да објасниме, да се подсетиме што се несува до еден ваков проблем на сите нас. Јас можам да ви заблагодарам што оделивте време, што гостувавте кај нас. Се надевам дека повторно ќе имаме прилика вако убаво да се поразговараме. Почитувани гледачи, тоа е што сакавме да ве подсетиме, да ви нагласиме. Доаѓаат зимските празници,
доаѓаат многу масни трпези, многу тешки јадења, значи се да биде умерено. Правилото е тоа, сакаме од се помалку, но од се помалку, се умерено, од се сакаме да пробаме, но сепак треба да мислиме, нели, на здравето. Доколку сакаме да проживееме некој ден повеќе, малку повеќе од животот да почувствуваме, би било убаво да се придржуваме кон правилата, кон она што ни го припишуваат лекарите, да се придржуваме кон нивните совети, бидејќи сепак лекарите се тука за нас и за нашето здравје. Доколку не можат на сила да инсистираат да ги послушаме или да ги применуваме нивните совети, сепак во наша корист е да се придржуваме на медицината која што секогаш е во право. Нели? Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и поздрав и убав ден. Благодарам. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание, на вториот дел од денешното издание на утринската програма Нов ден. Се надевам дека успеавме да одговориме барем на мал дел на она што ви интересираше, што се однесува до нашата тема. А со таа цел се гледаме и повторно утре во ново издание со нови гости. Имајте убав и пријатен ден.